Добар ден и добре дојдовте во Е-училница. Денешната наставна единица е поим за квадратна функција. Најнапред да се потсетиме на некои формули кои ни се познати од геометријата и физиката. Формулата P е еднакво на А на квадрат ја изразува зависноста на плоштината на квадратот од неговата страна. Формулата S е еднакво на 1/2 G по T на квадрат ја изразува зависноста на изминатиот пат од времето при слободно паѓање без почетна брзина. S е еднакво на 1/2 А по T на квадрат плюс V0 по T плюс S0 е формула за изминат пат при рамномерно забрзано движење. А формулата P е еднакво на π по R на квадрат ја изразува зависноста на плоштината на кругот од неговиот радиус. Сите овие формули се примери на квадратна функција. Како ја дефинираме квадратната функција? Функцијата f од множеството на реални броеви во множеството на реални броеви е квадратна функција ако постојат реални броеви a, b и c кои не зависат од x, такви што a не е еднакво на 0 и за секој реален број x, f од x е еднакво на ax на квадрат плюс bx плюс c. Бидејќи квадратниот трином ax на квадрат плюс bx плюс c има смисла за секој реален број x, заклучуваме дека доменот на квадратната функција е множеството на реални броеви. Например, нека е дадена функција f од x е еднакво на 2x на квадрат минус 6x плюс 1. Да ја пресметаме вредноста на функцијата кога вредноста на аргументот x е 0, 1 и минус 2. Пресметуваме f од 0 е еднакво на 2 по 0 на квадрат минус 6 по 0 плюс 1. Значи во функцијата наместо x заменуваме 0 и добиваме дека вредноста на функцијата е 1. Ако наместо x замениме 1, имаме f од 1 е еднакво на 2 по 1 на квадрат минус 6 по 1 плюс 1 или добиваме дека тоа е еднакво на минус 3. Ако наместо x замениме минус 2, имаме f од минус 2 е еднакво на 2 по минус 2 на квадрат минус 6 по минус 2 плюс 1 е еднакво на 21. Во следниот пример треба да одредиме кои од дадените функции се квадратни. Под А, функцијата f од x е еднакво на 1 плюс 5x минус 2x на квадрат. За оваа функција заклучуваме дека е квадратна функција, бидејќи највисок степен на аргументот е 2. Под Б, функцијата гласи f од x е еднакво на 0 по x на квадрат плюс 3x плюс 1. Оваа функција е линеарна функција, бидејќи 0 по x на квадрат е еднакво на 0, па функцијата f од x ќе гласи дека е еднакво на 3x плюс 1. И под В имаме f од x е еднакво на x по x минус 4. Доколку го извршиме множењето, ќе добиеме дека f од x е еднакво на x на квадрат минус 4x, што значи дека функцијата е квадратна, бидејќи највисок степен на аргументот е 2. Сега имаме дадена функција f од x е еднакво на k минус 5 по x на квадрат плюс 4x минус 7. Да одредиме за кои вредности на параметарот k оваа функција е квадратна. Прво, ќе ги одредиме коефициентите на квадратната функција. Коефициентот А е еднаков на k минус 5. Коефициентот Б е еднаков на 4 и коефициентот С е еднаков на минус 7. Функцијата е квадратна ако коефициентот А не е еднаков на 0, што значи дека k минус 5 не треба да биде еднакво на 0, односно k не треба да биде еднакво на 5. Според тоа, функцијата е квадратна за било кој реален број k, освен за бројот 5. Под Б имаме функција f од x е еднакво на 5x на квадрат плюс k минус 2 по x плюс 4. Прашањето е исто за кои вредности на параметарот k функцијата е квадратна. Повторно, прво ги одредуваме коефициентите, а е еднакво на 5,
b е еднакво на k минус 2 и c е еднакво на 4. Бидејќи коефициентот а е еднаков на 5, што не е еднакво на 0, заклучуваме дека функцијата е квадратна за секој реален број k. Дали една квадратна функција е наполно определена ако се знаат нејзините вредности за три вредности на аргументот? За таа цел ќе го разгледаме следниот пример. Одредија квадратната функција f од x е еднакво на ax на квадрат плюс bx плюс c, ако се знае дека f од 0 е еднакво на 2, f од 1 е еднакво на 1 и f од минус 1 е еднакво на 7. Ако замениме наместо x 0, добиваме дека f од 0 е еднакво на c. Ако замениме наместо x1, добиваме f од 1 е еднакво на a плюс b плюс c, и ако наместо x замениме минус 1, добиваме f од минус 1 е еднакво на a минус b плюс c. Но од условот на задачата имаме дека f од 0 е еднакво на 2, f од 1 е еднакво на 1 и f од минус 1 е еднакво на 7. После тоа го добиваме системот равенки, c е еднакво на 2, a плюс b плюс c е еднакво на 1 и a минус b плюс c е еднакво на 7. Овој систем, откако ќе се реши, се добива дека a е еднакво на 2, b е еднакво на минус 3 и c е еднакво на 2. Според тоа, бараната функција е f од x е еднакво на 2x на квадрат минус 3x плюс 2. Следните три задачи кои треба да ги решите за домашна работа се слични на претходните. Во првата задача треба да ја пресметате вредноста на дадената функција ако вредноста на аргументот е 0, минус 1 и 2. Во втората задача треба да најдете за кои вредности на параметарот k дадените функции се квадратни. И во третата задача треба да ја одредите квадратната функција ако се знае дека вредноста на функцијата за аргументот 0 е 1, за аргументот 1 е 3 и за аргументот 2 е 0. Ви благодарам на вниманието.